Почитувани граѓани, додека државата гори, додека пожарникарите со мизерни плати се борат со пламените стихии, додека семејствата во Кочани молат за помош и чекаат државата да им помогне, владата на Христијан Мицкоски ќе потроши 1,8 милиони евра од народните пари, и тоа за да се луксузира, да прави логоа, да прави брошури, тотеми и кетеринзи за експо што ќе се случи дури во 2027 година. Повеќе од 110 милиони денари ќе платат на приватна фирма за визуелни идентитети, столови со еко-кожа, тотеми, билборди, спотови, брошури, кетеринзи и престои на промотори цели 4 месеци во Белград. Луѓето во оваа држава едва и преживуваат, платите стагнираат, нема пари за Кочани, нема пари за нови пожарникарски возила, нема пари за ништо освен за промоција на Христијан Мицкоски и на владата. Затоа нема проблем да има речиси 2 милиони евра. Ова почитување е чиста навреда за граѓаните. Владата со овој тендер ја покажува својата вистинска природа, а тоа е луксузирана, одлепена од реалноста, во која министри и премиер си замислуваат дека народните пари се буквално нивна сопственост за шетање по Белград и снимање спотови. И не само тоа. Овој тендер, кој вклучува медиумски кампањи, спотови, билборди, реклами на социјални мрежи, банери, соопштенија и цела инфраструктура за промоција, отвара сериозно прашање. А тоа е дали овие 1,8 милиони евра од буџетот всушност се уште еден начин владата да си ја плати сопствената изборна кампања со пари од граѓаните. Дали токму преку овие тендери владата ќе си обезбеди медиумски простор, билборди, видеа и маркетинг кој ќе ги користи за сопствена пропаганда пред и за време на изборите. Ги прашуваме јавно, кој ќе одговара за ова расфрлање со парите на граѓаните? Ова не е влада на народот. Ова е влада одлепена од реалноста, арогантна, без трошка чувство за одговорност кон граѓаните. Ги повикуваме граѓаните да видат на што се трошат нивните пари, да видат како владата избра да се луксузира и да си прави промоции наместо да им помогне на оние кои секој ден буквално се борат да преживеат. Ова ароганција дефинитивно мора да престане. Ова скапа срамота ќе ја разоткриваме до крај и ќе бараме одговорност за секој денар потрошен за оваа бесрамна авантура на владата. Ви благодарам.